Да се пронајдат загадувачите на воздухот во Струмица и да се казнат, а општинските и државните инспекции и институции да водат поголема сметка за почитувањето на законите и мерките против аерозагадувањето. Ова го порачуваат активистите од Здрава Котлина. Тие се револтирани што Струмица е на врвот на најзагадени градови во државата, а нема тешка индустрија што се смета за еден од најголемите и најсериозни загадувачи на амбиенталниот воздух. Како може во Струмица да немаме магла и со денови немаме изразена температурна инверзија, како на другите места што се гледаат на сателитот, ама пак да имаме водство во воздушно загадување пред сите во цела Македонија? Овде смрди на тешка корупција и тотално неодговорно работење, велат од Здрава Котлина. Градоначалникот на општина Струмица вели дека инспекциите се на терен и дека се преземаат низа активности за намалување на загадувањето. Дополнително, со новиот генерален урбанистички план, кој што сум убеден дека и сум оптимист дека во текот на 2023 година ќе биде донесен за град Струмица, за општина Струмица, дополнително се кратиме од приходот во касарната каде што имаме парцела 20.000 квадрати за големи трговски единици, велиме дека не ни треба, за да дополнително направиме уште 20.000 метри квадратни за парк. Значи ги зголемуваме и зелените површини. Електричниот јавен превоз, за кој што јас сум изненаден зашто опозицијата опонираше кога рековме дека треба да бидат електрични, а не да бидат дизели, е исто во насока на подобрување на амбиенталниот воздух. Покрај сите бенефити кои што ќе ги имаат граѓаните. Минатите денови Струмица стигна до 500 PM10 честички на метар кубен воздух.